Сателитските снимки значително ги прошируваат можностите на земјоделците и другите учесници во агробизнисот, како што се земјоделските советници, осигурителните компании и други, им овозможува создавање на слика со квалитет кој доволно вистински ќе ја представи состојбата која што се случува на земјоделските површини. Користењето на овие слики и нивно интегрирање со други иновативни технологии може да заштети ресурси, да одговори на промените и заканите во дозволен рок, да го зголеми приносот и да го зголеми профитот на земјоделските стопанства. Европската Унија има создадено своја собствена програма за наблюдување на земјата наречена програма Коперник, која во моментот има 6 семејства на сателити познати како Сентинел. Сателитите од типот Sentinel-1 и 2 имаат специфична намена за мониторинг на земјоделските површини и на секои 3 до 4 дена обезбедуваат информации за цела Европа. Направените снимки се точни, сигурни, високо квалитетни со разновидни информации кои што можат да бидат корисни за идентификување на видовите растенија и за следење на состојбата и растот на вегетацијата. Структурата и физиологијата на различните видови на култури имаат различна спектрална рефлексија, односно количината на рефлектираното зрачење што го даваат на различни бранови должини. Исто така, при трпење на одредени штети, кои што можат да бидат причинети од растителни болести, штетници или неповолни надворешни услови, структурата на растението се дезинтегрира и ја менува својата спектрална рефлексија. Видливиот дел од спектарот обезбедува некои, но ограничени информации за состојбата на културата. За да ја видиме информацијата што не може да се види со голо око, неопходно е да се користат комбинации од поединечни спектрални појаси, како на пример што се инфрацрвената или ултравиолетова боја, за креирање на нов сет на визуелни податоци. Спектралните индекси се комбинации на спектрална рефлексија од две или повеќе бранови должини за да се покажат карактеристиките на земјоделската површина кои се од критично значење на производителот. Индексите за растително потекло најчесто се користат во земјоделството, но постојат и други индекси кои овозможуваат визуализација на изгорени области, класификација на површина, вода и водни тела и други геолошки карактеристики. Сите индекси даваат информации кои што значително можат да придонесат во процесот на донесување на одлуки. Со помош на сателитскиот мониторинг може да се наблюдува здравјето на посевот, критични точки во самото поле, стрес кај растенијата, влага во почвата и растенијата и степен на изникнати растенија и друго. Овој индекс е мерка за здрава, зелена вегетација и е генерално најшироко користен индекс во земјоделството. Фотосинтезата бара вода, јаглероден диоксид и светлина за да произведе шеќери и кислород. Хлорофилот, кој им ја дава на растенијата зелената боја, ја абсорбира видливата светлина. Лисјата ја рефлектираат инфрацрвената светлина и користат само видлива светлина за фотосинтеза. Ова значи дека здраво растение со добра фотосинтеза може да се анализира со споредување на инфрацрвената светлина со видлива црвена светлина. Нездравата вегетација ќе рефлектира повеќе од видлива светлина и помалку од инфрацрвената. Здравата вегетација ќе абсорбира поголемиот дел од видливата светлина што паѓа врз неа. Сепак, ендивија е чувствителна на ефектите од почвата, како што се осветленост и боја, покривање под облак и сенка од крошна од лист. Исто така е неточна и за густата вегетација. Во последно време, беспилотните летала представуваат вистинско тајно оружје на земјоделските производители. Тие имаат широка примена во земјоделското производство, но најчесто се користени како средства за мониторинг на здравјето на посевот, за апликација на грануларни ѓубрива, пестициди и семе и брз пренос на товар. Основната поделба на беспилотните летала е врз основа на тоа каква е нивната градба и тие можат да бидат со фиксирани крилја или со мултиротори. Леталото со фиксирани крилја има најголема сличност со денешните авиони и најчесто се користи за снимање на снимки од птичја перспектива на поголеми површини. Начинот на кој е изграден овој дрон овозможува поменување на поголеми растојанија со висока брзина. Мултироторите, пак од друга страна, наликуваат на хеликоптери и ги имаат истите способности. Тие се со поголема стабилност, можност за вертикално полетување и слетување и способност за носење на товар. Но поради овие способности,
тие не можат да поминат поголеми растојанија и се користат непосредно на фармата. Примена на практики за заштита на растенијата, како што е апликација на пестициди со помош на беспилотни летала, го минимизира човечкиот контакт со хемиски средства, заштитувајќи го здравјето на луѓето кои што ги вршат овие операции. Исто така може да доведе до подобри перформанси и прецизност на операцијата на прскање, избегнување на хемиски супстанци присутни на соседни полиња, како и зачување на природни површини и извори на вода. Најчесто производителите или пак советодавните служби што користат овој вид на технологии и податоци ги користат снимките за следниве цели: создавање и сегментација на полиња со точно определена површина. Доколку се создаде ортофото снимка, каде што имаме точно определена површина која е геореференцирана, односно во неја се запишани GPS координати за секоја точка од сликата, со помош на GIS софтвер лесно може да се исцртаат граници на секое поединечно поле. Ова служи за подобро управување со земјоделската површина, односно сегментирање на помали управувачки единици. Подоцна, овој вид на информација може исто така да биде интегриран во земјоделски машини кои што се способни за прецизна работа, односно се способни за варијабилна апликација на семе, ѓубрива и пестициди. Снимање со специјална мултиспектрална или инфрацрвена камера овозможува создавање на слики кои што подоцна можат да се процесираат и да дадат визуализација на здравјето на посевот преку прикажување на NDVI вредности. Ова примена е една од најчестите примени на беспилотните летала во земјоделството. Создавање на NDVI снимки за време на критични периоди пред или по извршување на одредена агротехничка операција овозможува на производителот или пак советодавецот точно да одреди на кој начин треба да се реагира на соодветна ситуација. Тоа може да биде рано откривање на штети од растителна болест или инсект врз основа на добиените податоци, да се изготви план за апликација на заштитни средства на критични места од полето. Проценка на штети од елементарни непогоди. Доколку редовно се извршуваат неколку снимања за време на производствената сезона, во случај на елементарна непогода и уништување на посевот, точно може да се одреди степенот на настанатата штета. Со помош на овие податоци, производителите ќе имаат цврст доказ за штетите кои ги притрпеле, како и точно одредување на доместокот кој треба да го исплати осигурителната компанија.